Продолжуваме со приказната на моите родители, Волтер и Марджи Джексон, кои биле повикани од Господ да живеат во џунглата во Суринам, Јужна Америка, за да го однесат Евангелието до индијанското племе Вајана. Првата главна задача била дешифрирањето на јазикот и пишувањето на азбуката. Потоа ги научиле индијанците да читаат. Преведеле и делови од Божјото Слово, за да можат луѓето од племето сами да го читаат Словото. Но покрај оваа тешка задача, тие имале многу нови работи за кои требале да се адаптираат. Се разбира дека голем дел од животот во џунглата бил опстанок или преживување. Но имало и многу други интересни моменти и искуства. Например, татко ми научил да се бори во стилот на вајаните. Тука гледаме како се бори со едно помладо момче. Целта била да го фрлиш противникот на земја. И ако крајот на овој меч не е снимен, татко ми победил. Тоа го знам, бидејќи како дете, секогаш кога ја гледавме снимката, татко ми потенцираше дека победил. Покрај борењето, татко ми ги научил нив, вајаните, да играат бейсбол и одбојка. А мене ми има кажано дека биле добри и природно талентирани атлети. За разлика од мене, моите браќа и сестра ја паметат џунглата, а јас не. Јас сум роден на крај на нашиот престој во џунглата и бев бебе кога заминавме. А само да додадам еден автобиографски елемент, дека јас сум влегол во светот откако моите се преселиле во џунглата. Значи, може да се каже дека јас сум made in the jungle. Во секој случај, ги замолив нив да ми ги пренесат нивните сеќавања од тие години. Овде има слика од нив, сестра ми Бет, брат ми Давид и брат ми Стивен. Бидејќи тие беа 11, 7 и 6 години постари од мене, секогаш ги сметав за мој херои и многу ги почитував од мали нозе до ден денеска. На мојата сестра Бет многу и се допаѓало живеењето кај вајаните. Таа напишала вака: денес луѓето плаќаат многу за екзотични одмори за да го доживеат она што беше типичен живот за мене, растејќи меѓу индијанците. Например, возење преку брзи води со кану, јадење специјалитети, како например мозок од мајмун, или средби со големи змии, односно боа стегачи. Продолжува Бети. Вајаните ме научија како да одгледувам касава, едно растение што расте во џунглата, и како да го припремам коренот на касавата за јадење, односно како да го рендам и да го исцедам отровот, па после да направам брашно со него и да испечам леб. Исто така ме научија да огледувам памук, да направам конец од него и да ткаам нишалка, хамак и кенгурче за бебе. Брат ми Стивен од животот во џунглата многу го сакаше риболовот, ловењето и пливањето во реката и поминување време со свој индијански дедо, кој го чувал и го шетал на секакви авантури. Стивен имал и свој мајмун, како милениче, и јадел се што јаделе вајаните, вклучувајќи ларви или црви. Исто така, Стивен многу сакал да лета во малите авиончиња и од мали нозе посакувал да биде пилот. Уште во младост научил да лета, исполнувајќи си ја желбата. Тој направи кариера како пилот и ужива до ден денеска. А постариот брат, Давид, ми напиша за еден специфичен дел од животот во џунглата, што вреди да се спомне. После 2 години живење, моите родители, гледајќи дека нема да можат да ги школуваат своите деца во џунглата, решиле да ги запишат во интернат за основно школо во главниот град. За целото семејство тоа било многу тешка одлука и уште потешка разделба. Немало тогаш како опција homeschool или домашно школување и моите морале да му веруваат на Господ, дека тој како што до сега се грижал за нив,
ќе продолжи така да се грижи и за нивните деца, знаејќи дека тој е со нив. А во врска со ова, брат ми Давид напиша вака: кога дојде време да заминам на училиште околу мојот 6-ти роден ден, знаејќи дека ќе ги видам моите родители само за Божик и летниот распуст, има вистинска болка во срцето. Но се помирив со тоа, затоа што имав сигурност во нашиот безбеден семеен дом и ја чувствував грижата и љубовта на мама и тато. Тие некако ме подготвија за таа разделба. Фала му на Господ, што тој навистина се грижише за моите родители и за Бет, Давид и Стивен. Да знаете, браќа и сестри, ако Господ не повика на нешто што делува многу тешко, тој секогаш обезбедува и сила, и утеха, и мудрост, за да го исполниме тој повик. Но и за самите индијанци Господ исто така обезбедил важни работи, за да може да ја разберат неговата љубов. Користејќи ги моите и нивната медицинска служба, Господ им открил нешто многу битно. Пред да влезат во џунглата, моите поминале едноставна обука, уште еден благослов од Господ, во врска со медицината, односно давање пеницилински инекции, чистење рани и така натаму. И бидејќи до тогаш индијанците ги немале ни најобичните лекарства, многу од нивните болести биле излечени само со едноставна пеницилинска инекција. Од голема помош бил и еден доктор во главниот град со кој татко ми можел да се слушне преку радио за било каков совет во врска со медицината. Овде на сликава е сестра ми која го држи лекот додека мајка ми го лекува пациентот. Веројатно овој бил клучниот момент за сестра ми да одлучи да заврши училиште за медицински сестри. Во врска со медицината, еден ден се случило нешто многу значајно. Колегите на моите родители биле повикани да и помогнат на една жена која се пораѓала. Откако жената се породила, тие слушнале како таткото на бебето се приближува кон колибата и вика: ако е женско, ќе го убијам, нема да го подигам. Вајаните практикувале инфантицид, односно убивање на што туку родени деца. И во тоа време убивале околу 80% од нивните бебиња. Што ќе правиш? Го прашале таткото. Нема да го подигам, одговорил. Колегите на татко ми биле збунети, бидејќи не го разбрале. Што значило тоа, нема да го подигам? Побарале објаснување и дознале за овој страшен обичај. Жените ги раѓале бебињата на земјата, а никој не смеел да го допре бебето, се додека таткото не го прифати и не го подигне. Таткото имал право да го наблюдува бебето барајки недостатоци. Ако му се допаднало бебето, тој ќе го подигнал во своите раце и бебето се сметало за прифатено и добре дојдено во фамилијата. Но ако имало било каков недостаток, таткото ќе му го свртел грбот на бебето, не го подигал и тогаш бебето било носено далеко во џунглата и оставено да умре. Овој настан бил многу тажен, како и за бебињата, така и за мајките, и се зависело од расположението и одлуката на таткото. Но Господ имал чудесен план за излез од овој страшен обичај. Тој обезбедил нешто многу неочекувано и благословено. До тогаш татко ми и неговиот колега не можеле да најдат соодветен и разбирлив начин да го објаснат библискиот концепт за спасението и избавување од смртта. Но кога ја виделе оваа случка и разбрале за страшниот обичај, тогаш нашле соодветен концепт од самата вајанска култура за спасението и зборот Спасител. Исус како добриот индијански татко не подига и не спасува од смртта.
Кога тој не подига во неговите раце, ние сме живи и сигурни и стануваме дел од неговото семејство. Вајаните во тек на време престанале да го прават овој ритуал, но исто така им помогна лесно да можат да го разбираат овој концепт. Тој што подига е тој што спасува. Тој е спасителот. Моите многу се радувале што Господ обезбедил начин како да го објаснат спасението и како да го објаснат значајното дело на Христос, кој умрел за нас, за да не подигне од смртта, вечната смрт, односно вечно одвојување од Господ. За оној кој небесниот татко го крева, за него значи прошка на гревовите, избавување од смртта. За него значи да се биде примен и поврзан со семејството, а не оддалечен. За него значи љубов, за него значи живот. Полека Господ обезбедил се што им требале на вајаните, да го разберат Евангелието, вклучувајќи дел од Светото Писмо, односно Евангелијата, на свој јазик и соодветен начин да го разберат концептот на Спасителот. Ама, од некоја причина, се уште не бил клучниот момент за вајаните, а не го прифатиле Христос. За татко ми било тешко, оти долго време чекал. Многу пати вајаните го слушнале Евангелието, ама без да го прифатат, без резултат, без плод. Тоа често се случува. Има многу денес во светот и овде во Македонија, кои го познава терминот спасител и спасение. Знаат многу за Христос, ама не го познават лично Господ. Драг гледачу, ако спаѓаш и ти во оваа група, односно знаеш за Христос, а се уште не го познаваш лично, тој е спремен денес тебе да те подигне од животот без мир, од животот исполнет со грев и вина. Тој е спремен да ти прости, да те прими во неговата фамилија и да ти даде нов живот. Верувај во него денес. Прими го како спасител и господар. Биди Христов следбеник од се срце. Ако си вистински следбеник на Христос, сакам да те подсетам дека Господ обезбедил се што ни треба за исполнен живот во него. Може би ти е тешко, како што им било на моите кои се справувале со повеќе тешкоти во џунглата. Но подсети се дека Христос ќе обезбедува се што ти треба, за да издржиш. Тој самиот е со тебе. Ја почнав оваа серија со библиските примери за Божиот повик. Према Авраам, Мојсе и така натаму. Спомнав дека апостол Павле бил повикан да го носи Евангелието до неевреите, ама не ви го прочитав целиот повик од Господ. Господ вака му рекол на Анани, кој требало да оди кај Павле, кој се уште го знаеле како убиец на христијаните, а не проповедник. Анани би бил исплашен. Но Господ му рекол, оди, зашто тој, Павле, ми е избран сад, за да го изнесе името мое пред народи и цареви и синовите Израелови. И јас ке му покажам колку треба да пострада заради името мое. Кај Павле повикот значел не само проповедање, туку и многу страдање. Но факт е дека секој верник кој сака верно да го следи Исус, ќе треба да издржи страдање. Павле кон крајот на неговиот живот му напишал на неговиот син во верата, Тимотеј, вака. А и сите што сакаат да живеат побожно во Христос, Исус ќе бидат гонети. Но сети се дека истиот Павле исто така напишал вака во врска со маките во 2 Коринќаните 12:10. Но тој Господ ми рече, доста ти е мојата благодат, бидејќи мојата сила се покажува потполно во слабоста. Затоа со многу поголема радост ќе се фалам со своите слабости, за да се всели во мене силата Христова. Затоа уживам во слабости, во напредување, во навредување, во маки, во прогонување, во тага за Христос. Зашто кога сум слаб, тогаш сум силен. Господ се грижи за тебе и Господ обезбедува се што треба за да го исполниш твојот повик.
Следниот пат ќе ви ја раскажам пресвртната точка, моментот кога се им станало јасно на вајаните. До тогаш, знај со сигурност, брате, сестро, дека за тоа што Господ те повика, за тоа ќе ти даде и сила, и утеха, и мудрост. Амин.